Од Министерството за труд и социјална политика потенцира дека во изминативе 2 години тие максимално се вложиле со своите мерки да обезбедат згрижување за мигрантите, со тоа што ги отвориле двата прифатни центри, обезбедиле хуманитарна помош, здравствена заштита, храна, чиста вода, облека, а исто така и часови за сите оние мали деца со цел да не заостанат во образовниот процес, а воедно за децата без придружба обезбедиле и придружник. Како што најавија надлежните, се надева дека наскоро ќе биде воведен еден систем за заштита на овие лица и концепт за рана интеграција на оваа категорија на граѓани. По затварањето на таа балканска рута се соочивме со друг проблем во прифатните транзитни центри да останат луѓе, но кажувам дека и со останувањето на тие луѓе во Гевгелија и Табановци од прифатните транзитни центри, сепак како држава предвидовме обврска кон нив за да има возможно пристоен престој на тие лица. Што ќе се случува понатак во идниот период не знаеме се уште, меѓутоа како држава сме обврзани и сакаме да ни помогнеме да го задржиме хуманиот аспект кој што до сега сме го негувале и во иднина едноставно тие лица да бидат грижени да добијат соодветен третман. Сакаме на лицата да им овозможиме вклучување во образовниот систем, значи со помош на Ластрада и СОС детско село, веќе тие се вклучени исто така во детски лицата во претшколско образование. На оние лица, значи им се нудат соодветни курсеви за странски јазици, така да во секој случај на тие лица и се разбира храна од наша страна. Одлична работа беше завршена како одговор на мигрантската криза која што се случуваше во последните години. Беа воведени нови интервенции, нови иновативни интервенции, а многу лекции од она што се случуваше на терен беа научени. И за сега може да се пофалиме со бројката од 120.000 деца всушност на кои што им имаме помогнато на нивниот пат низ оваа земја. И затоа ни е особено драго што сме денеска тука на оваа средба да можеме да се навратиме на искуствата низ кои што минавме во овие 2 години. И затоа ни е многу драго да сме денеска тука да можеме да се осврнеме на сите добри и не толку добри работи кои што се случија, за да можеме да помогнеме на децата кои што се се уште тука, но и за децата кои што можеби и во иднина ќе дојдат во случај на некоја слична појава. Како што потенцираше министерот Ибрахим Ибрахими, во моментов во Македонија има 130 мигранти, од кои што 45 се сместени во прифатниот центар во Табановци, 54 во Винојуг, во Гевгелија, а 32 мигранти се во центарот за азил во Визбегово. Имено бројката покажува дека од почетокот на 2015 година па се до март 2016 година низ Македонија поминале околу 800.000 мигранти, чија што крајна цел била некоја од државите во Западна Европа.